svih nas iz 50 i neke, za zakletvu Titu ja spevo sam stih. Ne spominjem prošlost ni bitke daleke, jer rođen sam tek posle njih. Al život pred nama još bitaka skriva i preti nam preti ko duboki vid. Ja znam da nas čeka još 100 Секој утро, откако се дојдени на падините на зимскава убавица Попова шапка, доаѓаат на овој терен. Sumnjaju neki da nosi nas pogrešan tok. Под надзорот на искусните старешини започнаа да учат скијање. Дотогаш, до почетокот на ова учење, речиси сите на скии не застанале ниту еднаш за времето на овој нивни досегашен младешки живот. Sumnjaju neki da nosi nas pogrešan tok, jer slušamo ploče i sviramo rok, a negde u nama je bitaka plam. I kažem vam šta dobro znam, računajte na nas. U ime svih nas iz 50 i neke, za zakletvu Titu sam spevala stih. Ne spominjem prošlost ni bitke daleke, jer rođena sam posle njih. U nama je sudbina budućih dana i neki se možda i plaše za nju. Kroz vene nam protiče krv partizana i mi znamo zašto smo tu, računajte na nas. Sumnjaju neki da nosi nas pogrešan tok, jer slušamo ploče i sviramo rok, a negde u nama je bitaka plan. I kažem vam šta dobro znam, računajte na nas. Sumnjaju neki da nosi nas pogrešan tok, jer slušamo ploče i sviramo rok, a negde u nama je bitaka plan. Во почетоков секој нареден ден е се потешко, се понапорно. Сепак, сите велат, ова е најубавиот напор што сме го запознале досега. Затоа и толку бргу ги совладуваат елементите на оваа прекрасна вештина. Сега, додека се овде, за потребите на целокупниот наш систем на општенародна одбрана, а понатаму, кога ќе помине времето, на воената обврска и за сопственото задоволство. За тоа што се случува овде на падините на Шапка со единицата која што до сега ја гледавме, разговараме со двајца старешини кои што раководат со нивната обука. Очигледно дека станува збор за обука во скијање, меѓутоа пред да го започнеме разговорот, ако сакате да се представите. Јас сам старешина Петар Цимбал и одговорен сам за целокупен рад и обучање војника на овој полигону. Јован Тамбурич, старешина едне од единица кои изводе обуку. Се во ова што го гледаме, јасно е станува збор за скијање. Дали тоа е единствената работа што ја правите овде на падиниве на ова наша позната планина, или пак тоа е во составот на нешто пошироко? Ово е само дел од едне обуке која се код нас зове обука у зимским условима. Ова обука трае дуже времена и војници обучају за извршавање разноврсни специјални задатака у зимским условима и у снегу и тако дале. Ово што ви данас гледали, тоа е само дел обуке која се одизводи и тоа у смучању. Дали овие момчиња што сега
ги гледавме, кога дојдоа знаева да скијаат или не? Najveći broj naših vojnika nije znao da smuča i upravo je to cilj ove obuke koju organizujemo u zimskim uslovima. I želim da kažem da se najveći broj vojnika i posle odlaska iz Jugoslovenske narodne armije bavi smučanjem. Znači ovde praktično zavoli smučanje, zavoli planinu i to je ono što je i potrebno našem sistemu opšte narodne odbrane. А од каде произлегува потребата вака секоја година, да речеме интензивно, да се обучуваат војниците во вакви вештини? Pa nama je poznato da je najveći deo naše zemlje brdsko-planinsko područje i da ćemo biti u situaciji da u eventualnom opšte narodno odbrambenom ratu izvršavamo zadatke i u zimskim uslovima. I otuda i potreba da naše jedinice obučavamo i za izvršavanje zadataka u takvim uslovima. Вие сте двајцата искусни веќе во таа работа и сигурно дека на крајот од секоја обука веќе тие се способни да ги извршуваат и најтешките специјални задачи, да речеме. Pa u svakom slučaju mi to očekujemo da ćemo to postići. Inače, promašli smo ovaj boravak ovde na ovoj planini. Ako ne poznamo da je obučimo, da oni mogu izvoditi osnovne radnje u smučanju, izvođenje određenih taktičkih i vatrenih zadataka, onda nismo ništa postigli. I ja očekujem da ćemo mi to sigurno uspeti i da je potpuno obučimo. Дали сте задоволни од досегашното напредување на момчињава? Pa slušajte, radimo jednim intenzivnim tempom i pre i popodne. Veoma je naporno, ali vojnici se zalažu i taj napor uspešno savlađuju. I obuka je savladana do sada, po mom uvidu, za jednu vrlo dobru ocenu one radnje koje su izvodili. U ime svih nas iz 50 i neke, za zakletvu Titu ja spevo sam stih. Ne spominjem prošlost ni bitke daleke, jer rođen sam tek posle njih. Al život pred nama još bitaka skriva i preti nam preti ko duboki vid. Ja znam da nas čeka još 100 ofanziva, jer moramo čuvati mir. Računajte na nas. Sumnjaju neki da nosi nas pogrešan tok, jer slušamo ploče i sviramo. По напорот и новонаучените елементи на скијањето се враќаат назад. I kažem vam šta dobro znam, Računajte na nas. sumnjaju neki da nosi nas pogrešan tok, jer slušamo ploče i sviramo rok, a negde Тука во кујната е и неопходното закрепнување. kažem vam šta dobro znam. Računajte na nas. U ime svih nas iz 50 i neke, Овде секој од нив зборува со жар за новото што го научил денес и за тоа како ќе биде утре. Сите тие горат од желба да ја стасаат во знаење групата која е подобра од нив и која, барем за сега, се однесува како кон ученици кога разговараат за скијањето. Se možda i plaše za nju, kroz vene nam protiče krv partizana i mi znamo zašto smo tu. Računajte na nas. Sumnjaju neki da nosi nas pogrešan tok, jer slušamo ploče i sviramo rok, a negde u nama je bitaka plan. I kažem vam šta dobro znam, Računajte na nas. sumnjaju neki da nosi nas pogrešan tok, jer slušamo ploče i sviramo rok, a negde u nama je bitaka plan.
Секое утро во текот на секоја работна недела од оваа зграда и од овој двор излегуваат вака опремени екипи. Влегуваат во овие возила и се упатуваат некаде. Ако се прочита фирмата на оваа установа, веќе е приближно јасно. Сепак, не е доволно да знаеме што се работи. Затоа поаѓаме со нив. И ние се упатуваме кон нивната цел, а тие секојдневно бијат посебен вид битка. Штетниците се нивните непријатели. Во зависност од тоа кој од нив е непријателот во текот на денот, се определува методот и тактичката варијанта за борба. Во теоријата и практиката на стратешкиот настап на оваа борбена единица има неколку методи, неколку варијанти за напад. Варијантата дезинсекција значи уништување на непријателот во вид на штетни инсекти. Следната варијанта е позната како дератизација. Кога се применува таа, без пардон се уништува непријателот, наречен штетни глодари. Фумигацијата е помалку позната варијанта на борба како име, барем во јавноста. Но нејзината важност и значење е огромно. Борбата е насочена кон штетните инсекти, што би можеле да се најдат во житариците и други прехранбени производи. Дезодорацијата е лесна борбена варијанта. Нејзината примена значи отстранување на непријатните миризби во одредени простории.
Сигурно дека со неа не е исцрпено се во борбата против ваквиот или пак сличен непријател. Еве, нашите сознанија ќе ги дополниме од разговорот со командантот на оваа своевидна борбена единица како дел на цивилната заштита. Другарот Васко Мирочевиќ е раководител на одделението каде што работат овие две екипи кои досега во два наврати ги видовме практично во две интервенции. Другар Мирочевиќ, што значи оваа работа на овие екипи? Што представува всушност тоа? Они вршат една програмирана обврска, договорена со собрание на градот, профилактичка дезинфекција на школски објекти. Такви интервенции се вршат во прешколски и социјални објекти на подрачјето на градот Скопје. Што значи тоа профилактичка дезинфекција? Профилактичка дезинфекција тоа е една превентивна акција за сузбивање на причинители на заразни оболувања во средината во која ние вршиме третирање. Тоа е независно од бројот на регистрирани случаи на заразно болни. Се разликува од епидемиолошката интервенција при случаи на заразно оболување. Ова е превентивна акција практично. Вие работите секојдневно. Ова е рутинирана превентивна акција која се работи континуирано преку цела година и ја обновуваме во објектите во кои ви ги кажав малопред. Работите според однапред подготвена програма или пак доаѓате со вашите екипи на местата каде што е потребно и на повик? Работиме на основа еден оперативен план и тоа се работи преку цела година. Нормално да ги договараме работата со објектите во кои работиме, со претходен договор. Вакви интервенции, ваква работа на вака опремени екипи е потребна во сегашни нормални услови, како што рековте. Вие, меѓутоа, уште повеќе најверојатно доаѓа до израз и при епидемии или некакви други покарактеристични потешки случаи. Дали тогашната работа е иста како ова по обем и по начин на работа или пак е изменета? По обем сигурно да е изменета. Со карактер, мислам, принципот на работа е скоро исти. Препаратите може да се изменат, да бидат поделотворни, да бидат, јер се cilja, тогаш се циљани акции и се знае против што се усмерени препаратите, против какви причинители на заразни оболувања. Имате ли вие пример досега во вашето... Тоа се наши акции при сузбивање на вариола, при сузбивање на колера преди неколку години и во случаи кога имаме ненормални појава на поголем број случаи на заразно оболување во некоја средина, колектив и така. Значи ли тоа дека и во овој момент, ако има потреба, сте подготвени за една таква пообемна работа? Здравствениот дом Скопје е способен да формира потребен број екипи и да интервенише и со препрати, и со људство, и со опрема, каде стане потреба на подрачјето на градот. На тој начин, практично, веројатно, вие и се вклопувате во целокупниот систем за општенародна одбрана, посебно за цивилната заштита. Па ние сме за тоа и припремени и оспособени и за тоа се нормално и континуирано договараме со кои препарати, со која опрема да се опремиме во дадениот момент.
Здраво, Тоби. Здраво, добар си? Добар съм, ти Ярен. Добар. Утре поручек слободен си? Да. Ајде дојди овде од петта зграда, сака да играме пинг-понг со нас. Добро ќе дојдам. Окей. Ајде, зао. Ајде живее, ќе се видиме. За да ви го представиме вам, почитувани гледачи, побаравме едно момче, еден од генерацијата милиционери која од неодамна ја извршува својата задача. Тој е сосема млад. Започна да работи од пред 3 години. Неговата професија е една од ретките која бара брзо и правилно реагирање во деликатни ситуации. Тие доаѓаат од ненадеж, а решението мора да биде брзо и правилно. Инаку, може би, не ќе има повторно можност провалникот да биде фатен или пак насилството спречено. Трајче денеска не е на своето работно место, не е на дежурство. Ни рекоа дека честопати со неговите другари можеме да го најдеме во бифето кај Муто. Рече, дојдовме за нашите гледачи да ни раскажеш твојата последна средба со провалник. Па мојата последна средба со провалникот не беше многу одамна. Тоа дежурство ми започна сосем обично, како и секое друго дежурство. Уште додека бевме во станица, неколку мина бевме кај командирот на